конечно на дневен ред е интерпелацијата за работата на јавниот обвинител Љупчо Коцевски. Со оглед на важноста на темата и овие процедурални сопки кои ни се поставуваат цел ден, преминувам веднаш на предметот на дискусија, без да ја докажувам неговата важност, бидејќи знаеме колку е важна оваа тема. Самото тоа што јавниот обвинител, да појаснам за јавноста, бидејќи нема пристап веројатно до судиштата, не е присутен, докажува до кое дереđe е доведено собранието под власта на оваа владеачка гарнитура. Не ни идат директори, не ни идат министри, не ни идат премиери, па зошто би ни дошол и еден јавен обвинител, но барем се одважил човекот и пратил одговор на нашата интерпелација, која главно се бележи во 3 точки. Јас ќе почнам со 3 грешни премиси со кои што овој господин нас ни враќа. Се надевав на конструктивна правна дискусија, но што е тука е, ќе почнеме во негово отсуство. Прво, јавниот обвинител себе си се прецепира дека е дел од третата власт. Тоа е грешна премиса, затоа што уште на првиот час по правосуден систем на студентите по право им предаваме дека јавниот обвинител е само странка во постапката и јавниот обвинител е дел од извршната, а не од судската власт. Поради ваквата само перцепција дека тие се дел од правосудниот систем се чувствуваат и недопирливи. До пред некое време бевме единствена држава каде што јавните обвинителства седеа во скутот практично на судиите, заедно беа и судии и јавни обвинители во судовите, па сега се прави до некаде во помалите градови се уште така, во Скопје веќе се одделија физички и затоа имаме една фрапантна ситуација која што е својствена за авторитарни правни системи, а тоа е дека 95% од нашите обвиненија поминуваат на суд, а само 1,7% се ослободителни пресуди. Дали знаете што тоа значи? Тоа значи дека ако вие ги обучите и судиите и обвинителите во овој погрешен концепт во една академија за судии и јавни обвинители, вас практично ќе ви треба Господ за да ве одбрани. Еве, например, во САД тоа е околу 60% се осудителните пресуди, значи 40% се ослободителни. Во Канада е 62%, во Велика Британија е 80%. Значи, ние имаме авторитарна пракса, а тоа е дека секој обвинение на обвинителството поминува, односно имаме едно од најефикасните обвинителства во светот. Втората премиса со која сакам да спорам со овој господин е, вели тој во одговорот дека Законот за јавно обвинителство од 2020 е лекс специјалис кој не предвидувал политичка одговорност на јавното обвинителство, што е флагрантна грешка. Зошто? Затоа што членот 27 од Законот за јавно обвинителство, ќе го цитирам, вели: Јавниот обвинител на Република Македонија е одговорен за општата состојба во врска со организирање и извршување на функциите на обвинителството и за својата работа и за работата на обвинителството одговара пред собранието на Република Македонија. Овој господин ги помешал лунчињата и вели дека нема политичка одговорност. Според една филозофско-правна школа, наречена правен реализам, не постои обвинителство, не постои ни суд, постојат само згради. Луѓето, односно кадарот кој е внатре, судиите, обвинителите, ги прават овие институции. Од тука гледаме дека овие институции имаат многу ниско ниво на административен капацитет и перформанси за работа, односно им фалат преку 100 обвинители. На 2 милиона жители нас ни требаат околу 300 обвинители, 280, ние во моментов имаме под 180 или 170 обвинители, што значи дека тие луѓе, заедно со стаферите таму, немаат дури ни тонери да си ја завршат работата и очекуваме некакви резултати од нив, што за својата работа или не работа во овој случај одговорен директно јавниот обвинител Љупчо Коцевски. Следно, членот 72 од Уставот, кој предвидува дека интерпелација може за секој носител на јавна функција и за секој државен орган. Од тука, кога видовме дека и оваа премиса му е грешна, одиме на третата премиса на кој што се повикува во одговорот јавниот обвинител, а тоа е на некаков си извештај од Европска комисија, нивниот еврофундаменталистички патрон, Европската комисија за владење на правото, каде што тие велеле дека обвинителството добро си работи работата, но и ова е лага, или ние правниците, како што викаме, неточно утврдена фактичка состојба. Ние бележиме пат од 12 места на индексот на корупција согласно Transparency International и еве го извештајот. Ајде да видиме што не кажал во одговорот обвинителот.
на страна 36 се вели: евиденцијата во борбата против корупција се влошува. Се уште постојат загрижувачки шеми, пазете, во врска со зголемениот број одложени судски постапки и пораст на поништени судски пресуди за корупција и организиран криминал. Најчеста причина за одложување е отсуство на обвинетите, бранителите или јавните обвинители од рочиштата за судските постапки. Судиите и обвинителите мора проактивно и ефикасно да управуваат со нивните предмети за да осигураат навремена правда. На следната страна од овој извештај, обвинителот не го цитирал следново: буџетот и персоналот на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и понатаму се недоволни за ефикасно решавање на предметите на корупција. Нема финансиски експерти, нема аналитичари и се уште нема стратешко планирање за постапување по истрагите и предметите. И последниот пасус е од страна 46 на извештајот, кој вели: во јавното обвинителство се формираат 4 истражни центри за поддршка на истрагите во сложени предмети. Сите центри се оперативни, но немаат доволно човечки ниту финансиски ресурси со одветен пристап до потребни бази на податоци, курсеви за професионална обука, ниту потребна опрема. Од тука самата Европска комисија покажува дека се флагрантно лоши условите во јавното обвинителство. Сега преминувам на наводите од нашата интерпелација. Првата точка по која му замеруваме е за масовната несреќа или трагедијата од европски и светски размери во Кочани од 16 март 2025 година, која одзема 63 жртви, а преку 250 млади лица се повредени. Го обвинуваме за селективна истрага. Зошто? Затоа што чекаше 3 месеци за да покрене обвинение против актуелни ВМРО-вски функционери. Односно, индикативно е тоа што ден после поднесувањето на нашата кривична пријава против премиерот Ницкоски за попречување на правдата, веднаш се отворија истраги против актуелни припадници, началници, инспектори од МВР. Тоа се Марија Цветковска-Маневска, началничка од ОВР Кочани, Томо Донев, началник на оддел за криминалистички работи во Кочани, кој е сликан, патем речено, во штабот на ВМРО ДПМН во Кочани, Кристина Јованова, главна инспекторска за економски криминал во ОВР Кочани, Драган Петрушев, сменоводител ноќта од ПС Кочани, Дејан Салтирски, началник на СВР Штип, потоа директорот на Државен пазарен инспекторат Владко Стојковски, потоа газдата на Рубикон Александар Нацев, кој е сликан со Ницковски, директорката на Управата за јавни приходи, затоа што случајно ја сгрешиле адресата, па наместо во Пулс правеле во Трговскиот во Кочани. И сите овие, индикативното е тоа што, еве го и координаторот дојде, баш ден пред кобната ноќ, дел од овие кои што ги споменав, еве нема да кажам кој, славеле роден ден на координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Мицевски во хотелот Оаза во Штип, ден пред кобната ноќ на дискотеката Пулс. Исто така има индиции кои стигнаа до свиркачи од нас дека се компрометирани доказите затоа што некои од овие кои што им е забрането да се пристапуваат до нивните работни места, дошле во полициската станица Штип и со мобилен телефон ги сликале документите. Следно што му замеруваме е утнатата правна квалификација. Имаме нов изум во кривичното право, кој ние правниците тешко дека ќе го одгатнеме, а тоа е верижна линија на одговорност, како термин кој јас прв пат го слушам, или долгорочен каузалитет, каде што имате чопоративно обвинување за исто дело на 40 на луѓе кои што се теретат, пазете, како соизвршители. Да биде појасно за јавноста, тоа значи дека сите се теретат за смртните последици кои што настанаа. Еве мене како правник, објаснете ми како може министер кој земал мито или службеник кој земал мито да е одговорен за смртната последица настаната после 12 години. Тоа е невозможно правно да го докажете, или римјаните велеле пробацио диаболика, ѓаволски тешко да го докажете. И ова мене ми наликува многу на случајот Змиско око, кој што ако ви текнува во времето на Груевски се водеше 2 децении и на крај заврши со ослободителни пресуди и нашата држава им плаќаше на адвокатите на обвинетите. Еве да видиме за што се обвинети. Тешки дела против општата сигурност од член 292 поврзано со член 288. Вели, тој што со пожар, поплава, експлозија, отров или отровен газ
Јонизирачко зрачење, моторна сила, електрична или друга енергија или со друго општо опасно действие или средство ќе предизвика значителна опасност за животот и телото на луѓето или за имотот од поголеми размери, ќе се казни со затвор од 6 месеци до 5 години и таму има квалифицирано, односно над 5 години до 20 години. Значи, како може некој службеник кој земал мито да го товарите за предизвикување општа опасност? Од тука ние во правото познаваме само каузален нексус, односно причинско-последична врска помеѓу делата кои се ставаат на терет и штетната последица, а во случајов кај некој од овие обвинети согласно нивните адвокати изискува ова обвинение да падне пред суд, бидејќи е многу килаво поставен. Тој се брани дека имал средба со родителите, но јас ќе го потсетам обвинителот вака во отсуство дека секоја сабота родителите на овие деца, на кои што патем речено на дел од нив сум им предавал како тогашен доцент на правниот факултет во Кочани, организираат марш на ангелите и протестираат токму пред јавното обвинителство во Кочани, затоа што има обиди за подкуп, со вработување, позната ВМРО-вска шема, раздели па влада и некои од родителите се на тој начин бајпасирани. Другите, оние кои се похрабри изборуваат, се уценети и со закани, а на крајот имаат и прописен шпалир од ботовска хајка на ВМРО-вски ботови, кои што ги дехуманизираат практично овие луѓе со цел револтот да не стигне до пошироката публика. Втората точка од интерпелацијата се политичките влијанија врз јавното обвинителство од страна на власта, како од претходната, така и од оваа власт. Ние тврдиме дека постои политички дил со премиерот, на кој што му поднесовме пријава за попречување на правдата, или она што на латински се нарекува до ut des, или нашиот народ го вика алаш вериш. Ти дадов за да ми дадеш. Јас ќе ти ја сопрам тебе постапката за разрешување, која ја иницираше министерот за правда и владата, а ти мене нема да ми ги гониш овие пајташи кои што ми работат во Источна Македонија, преку кои што одат сите црни, рекет, шеми, дилање, дроги на млади и слично. И магично снема кворум во Советот на јавни обвинители, баш дента кога требаше да се одлучува за одговорноста на овој човек, снема кворум, што покажува дека постои нечесен компромис со власта. Преку ноќ одеднаш овој човек од неподобен стана подобен и му се даде шанса да ја упропасти една од најголемите истраги со која што се соочила Македонија. Од друга страна, постојат двојни стандарди на власта и опозицијата при заканувачите по живот кои ние ги пријавуваме. Верувам и вие како политичари имате жештени глави кои што ги пријавувате, но да видиме како постапува обвинителството. Кога пријавува, например, градоначалничка на главен град, бивш командант на УЧК, како и се заканува за по 5 дена да ја истепа, нема никаква реакција. Кога пријавува лидер на опозициона партија дека му се закануваат радикални структури, велат треба да трпите критика, вие сте јавни личности. Но кога, например, Митко Јанчев од Кавадарци ќе пријави пцовка, веднаш се апсат, се носат во полиција, се носат во обвинителство, па мерки притвор, па дрн јариња, па цели процедури и слично. Или, кога нас не пријавуваат, обвинителството не вика на распит, со покана, уредно и покрај нашиот имунитет. Ама кога ние пријавуваме, обвинителството никого не вика на распит, ги држи пријавите во фиоки или ако не ги држи, прави правна анализа само, значи цитира членовиот закони, без никого од пријавените да викне на распит. Што значи дека има тотална дисфункционалност на стручните колегиуми во обвинителствата, кои не ја воедначуваат праксата по која што постапуваат. Еве, например, еден од обвинителите постапувал во овој предмет, тоа е обвинителот Гаврил Бубевски, и тој еден друг обвинител кој го вика Деко Превара, кој постапувал за модуларната па правил некои шеми таму. И овој Гаврил, кој што нас ни држи 30 кривични во фиока на левица, во 2009 година, видите шубава препорака си добил, вели ОК на ВМРО ДПМН е пехчево, ја издава оваа препорака на Гаврил Киро Бубевски за негово вработување на работно место јавен обвинител во Скопје. Овие луѓе кои си ја продале душата стручно на Мефистофел, нас сега ќе ни делат правда и ќе ни држат лекции по право со препораки од тефтерчето на гордето и од местните комитети на ВМРО-вштината.
Третата точка е непостапување за дивоградбите во Чаир по службена должност, со што обвинителството, слично како Уставниот суд, кој што веќе е продолжена рака на урбаната мафија во Скопје преку непоништување на ГУП-овите, за кои што постојат индиции дека одредени уставни суди имаат и станови во тие згради, добиени на поклон се разбира. Урбаната мафија на Висарганию од Влен, предходно од Дуј, е невидлива за обвинителството. Допрен глас нема за него. 250 згради никнаа со фалс документи. Не е една, не е две, не е три, 250 со фабрикувани архивски бројчиња на првично одбиени граѓани, а потоа овој фалс верификуван преку архивски книги, на малолетници милионери кои што на 5-6 годишна возраст се јавуваат во улога на инвеститори и на диви приклучоци за струја и вода, и сето ова е невидливо за обвинителството, кој досега, пазете, само 2 истраги има отворено за овие 250 згради. И последното е функционалниот хаос кој што владее, особено во висшето јавно обвинителство во Скопје, таа токсична антиколегијална атмосфера на клановска поделеност, каде што од една страна ги имате ВМРО-вските и дуиджиски обвинители, тоа се овие Мустафа Хајрулахи, кој што е пред разрешување, и Јове Цветановски, кој што во кулуарите се прокламира како иден наследник на овој кој што денеска ќе му гласаме интерпелација, и кој што, например, ја повлече жалбата за случајот тортура против Мијалков. Значи, имате 4 предмети одвоив, тешки се милиони евра. Само еден предмет, тоа е Поштенска банка, е тежок 8 милиони евра за перење пари. И што се случува? Овие ВМРО-вски обвинители, по висшето обвинителство, ги повлекуваат жалбите со цел предметите да паднат, за потоа да си ги делат овие 8 милиони евра кои што се испрани. Исто така не е отворена дисциплинска постапка и за таткото на Вања, на оние предмети против обвинителките Жаклина и Ана Стојковиќ, кој што упорно пред цела јавност го обвинија овој невин човек дека учествува во убиството на својата ќерка. И од друга страна имаме еден член кој што јас ќе го потсетам обвинителот и не знам од кои причини не го користи, а тоа е членот 29 од Законот за јавно обвинителство, на кој тој се повикува, и видите што вели овој член. Согласно начелото уставно на хиерархиска поставеност и субординација, вели јавниот обвинител на Република Македонија може да го преземе кривичното гонење и вршењето на одделни работи за кој е надлежен виш јавен обвинител или основен, или да ги овласти да водат постапка по одредени предмети или да вршат одредени работи. Па се поставува прашањето, кога сте го откриле овој кртов Јове во вашето обвинителство дека шурува со ВМРО, зошто побогу не сте му ги одзеле предметите и вие во негово име да поднесете жалба или да го поништите тој правен акт со кој што тој ја повлекол жалбата? Што значи дека го прави соучесник и неприменувач на овој член кој му дава многу високи овластувања. Од тука јавно повикувам ние како пратеници пред кој овој човек одговара да ја поддржиме оваа интерпелација и да ги донесеме следниве заклучоци. Прво, Собранието констатира дека наводите во интерпелацијата се основани. Второ, Собранието утврдува дека Љупчо Коцевски како јавен обвинител, избран од страна на Собранието, имал значителен придонес во загрозување на објективноста, професионалноста и угледот на обвинителството и придонел за падот на довербата на граѓаните кон оваа институција. Трето, Собранието обзнанува дека јавниот обвинител Коцевски грубо ја занемарил и несоодветно ја извршува својата јавна функција на која е именуван, постапувајќи нестручно, несовесно, непрофесионално и неодговорно, и затоа го губи легитимитетот и довербата понатаму да ја раководи оваа важна институција. Овој заклучок да се достави до владата на Република Македонија и до низиниот актуелен претседател Христијан Мицковски заради понатамошно постапување и продолжување на прекинатата постапка за разрешување на актуелниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Ке завршам со еден цитат на Жан-Жак Русо, кој што вели дека кога државата пропаѓа, на преварантите им гарантира неказнивост за множество нивни престапи. Се надевам дека денешниот ден нема да биде таков и дека ќе пратиме политичка порака дека оние кои не си работата ќе бидат подвргнати на интерпелација за која што понатаму ќе придонесе кон оставка или кон разрешување на ваквите корумпирани обвинители. Ви благодарам.